После оваквиот начин на комуникација, станува јасно, почитувани пратеници, зошто господјата Тренчевска е подпредседател на партија на која што и фалат само 3,8% за да има двоцифрен број на поддршка, или зашто им фалат само 2,4% за да имаат поголема поддршка неголи масленост на млеко за макијато. Се додека на оваа говорница не излезете и не кажете, почитувана јавност, лага било тоа што сум верела лани дека ќе нема пари за пензии. Лага било тоа што сум тврдела дека декемвриската пензија нема воопшто да се исплати. Еве се исплатија. Лага било тоа што сум тврдела дека се намалат пензиите. За 11% се качени и најавуваме дека од септември ќе има дополнително зголемување на пензиите. Кога ќе излезете ќе кажете дека Венко Филипче вместо тука да зборува и да се соочи со министерот, 3 години поред зборува од Бихачка и не е појавен овдека. Најнередовни колеги се Али Ахмети, Мендуктачи и Венко Филипче. Тоа се факти. Исто како што е факт дека платите во администрација за 40% се качени, а вие веревте ќе нема да се исплатат. Исто како што е факт дека 48% образованието добива повеќе, а веревте нема да се исплати. Исто како што е факт дека здравството и дека социјалните работници имаат повисока плата од 30%. 7 години таму бевте, денар не им покачивте на луѓето. А лажев, јас кога кажав дека по 68 денари качувавте пензија, не лажев. Лажев дека 70 денари покачувавте пензија, не лажев. Ама вие лажевте дека нема да има пензии покачени, 7.000 денари се покачени. Не могло да се исплаќаат пензиите. Затоа е тоа што се случува. И јас не сакам да бидам воопшто ниту малициозен, ниту да бидам зајадив како вас. Јас само сакам да кажам, луѓе, буџетот на оваа држава се носи во собранието. Тука е главната дискусија во комисијата. Оставете го вие давеникот. Тој ќе се фаќа за сламка. Вие утре пак можеби ќе отидете на избори. Можеби пак некој од вас ќе тропне на некоја порта. Внимавајте на образот. А образ се штити само со принципиелност. Образ не се штити со лажење, со манипулирање, со правење на ситуација во која што некој потоа ќе има нешто да каже на некој интервју, бидејќи нема што да каже, 100-0 е секаде. Затоа немаме сериозна дебата во собранието. Бидејќи ние треба да потрошиме 2/3 од говорот, демистифицирајќи ги лагите ниски кои што ги правите. Го реметите мирот на граѓаните и на општеството. Знаете ли што значи вие за еден пензионер кој што има секојдневни и тоест месечни трошоци за лекови да му кажете дека нема да има пензии? Па тоа не доаѓа од било кого, доаѓа од пратеник, доаѓа од поранешен министер во влада. И потоа очекувате кога тоа нема да се случи да имате поддршка. Ви кажав, 2,4% е првата станица, втората имате уште 3,8%.